Каков е профилот, може ли да зборуваме на насилувачот, на педофилот, на оној кој што е спремен за родоскрнавење? Профилот никогаш... Затоа што велиме пријатели, значи тие се тука познаници на семејството на... Па во најголем број процент тоа се луѓе кои ги знаат децата. Значи ретко, многу ретко се случува да некој чичка што никогаш не ги видел претходно децата или они не го виделе, а ако не го виделе може и нема да му веруваат за да тргнат со него. Значи тоа е некој што е тука околу децата. Дали е чичко или тетка, нели би рекли, значи да се врзаме само за полот, така. Да, некој, мислам некој што е близок, сега употребувам машки пол, али тоа не значи дека е добро што напомена. Да, ви благодарам. Станува збор за дефинитивно лица кои што исто така имале сериозни проблеми во своето структурирање како личност, како деца. Кога ќе направите генеза на проблемот, ќе видите дека тоа за жал, наместо да се развие во една друга позитивна страна, затоа што по другиот систем, значи нема подобар систем за правилно воспитување од семејниот систем и веднаш после тоа општествениот систем во делот на градинките, делот на образованието, школите, затоа е мощна важна улогата на нашите наставници. Ја пред малце од прилогот кога гледав и сега малце се буни нешто во мене, дефинитивно не може да биде наставата поважна од она што, значи, ако детето го гледате дека било пред тоа екстровертно, весело, раздрагано и така натаму, најнаш потонато во себе. Се случува нешто, па ќе прекинам наставата, 40 деца нека има, ќе излезам со него. Фала Богу кај што има, а треба сегде да има психопедагошки служби, да има социјални работи во училиштата, еве со законот и затоа идеме чекор напред, воведуваме и дефектолози, да, во инклузијата уште повеќе. Каде што они ќе поразговарат. Второ, може преголема набиено чувство на страф. Одговорност, што ако кажем ќе дозна уште полошо ќе биде, тоа е детенце. Меѓутоа, затоа имат еве колешката психолога, значи еден друг начин на индиректен начин доаѓање до вистината преку стратеж проекција во 6 слики и така натаму, каде што добивате сигнал дека нешто сериозно се случува. Тогаш е одговорноста на тој ало центар социјална работа, некоја друга граѓанска организација, МВР, не е битно да се воспостави системот и јалките да функционираат. Исто така мощна важна работа е да ги едуцираме дечињата од најмала возраст, да ги едуцираме да препознаваат одредено несимптоматично однесување кое што може да ги доведе во ризик, како нив така и родителите. Меѓутоа, да имаме амбиција дека тоа можеме да го спречиме многу, затоа што педофилите на крајот грешата се исклучително интелигентни сушества. Тие цело време заради нивната фрустрација набиена од детството и заради нивната нереализирана потреба, живеат со тоа и размислуваат како ќе останат незабележени. Тоа ги извештува во нивните ситуации да прават и да не ги приметите. Рековме превенцијата е клуч, се согласувам. Но што ако откаже ова алка? Откажат одговорните родители, откажат психолозите, педагозите во училиштата, центарот не направи засилен увид и надзор, граѓанските организации не се доволно активни и мотивирани, тогаш доаѓа сторителот на ова тешко кривично дело на суд. Судот, за среќа, сега ги покачија казните, меѓутоа морам да ви кажам дека имаме ни еден проблем со педофилот, најчесто во 100% случаи го повторува делото. Значи, вие како психолог знаете дека тоа е психичко расстройство, не може да го контролира либидото, едноставно тој кој ќе излезе од затвор, го повторува делото, а во затвор нема сигурен третман за него и сигурен надзор и следење по напуштањето на институцијата затвор. Затоа ние кога предлагаме доживотна казна затвор, ние не ја дефиниравме како репресивна единствено, велиме превентивна. Превентивно од аспект што знаеме дека ќе биде во една целосна изолација, дека нема да му се даде за можност да го повтори делото, додека не се потврди дека психолозите, психијатрите, невропсихијатрите имаат сигурен третман и дека тој кој ќе го напушти затворот ќе биде под терапија, медикаменти или пак ќе биде под засилен надзор на Центарот за социјална работа и полицијата, тогаш можат судиите да досудуваат поблаги казни. Тоа е голема одговорност да бидат психијатрите или психолозите сигурни, затоа што во моментот кога се проценува личноста, се проценува во тој момент. А што се случува со личноста после тоа или било како, значи тука не може никој да така да гарантира дека следните 20 години овој човек повеќе никогаш нема да се врати да направи слично дело. Мислам, тоа не може. Во однос на прилогот што го слушнав, дека од Министерството за образование или каде беше рекле дека нив повеќе ги интересира наставата, јас не се сложувам дека е така, затоа што познавам многу луѓе кои се наставници, психолози или педагози во училиштата, кои не дека не се интересираат за децата со кои што работат, многу се интересираат, ама сите тие луѓе се толку преоптоварени, како сите служби кај нас,
да можеби немаат можност да навистина посветат она време што е потребно. Во тој контекст јас сакам да кажам, значи ние дали едно е институционална поставеност, значи имаме психолог, педагог, меѓутоа колку тој може да работи и колку работи. Или во крајна линија колку компетентно работи, капацитетот. И негов, колку може он. Еден психолог на цело училиште. Што може он да направи? Имено тоа сакам да кажам, значи или имаме ситуации каде што воопшто нема. Да речеме во конкретниот случај таму нема ниту педагог, ниту. Има цел систем. Јас сега прашувам, ако има цел систем, а се случува силување на децата, тогаш кој ќе превземе одговорност? Значи, таткото е несовесен, неодговорен родител. Алкохоличар, зависник од алкохол со тешки кривични дела, значи тој не можело да му се верува дека он нема да го злоупотреба детето. Се мора овој момент да го расчисти. Само момент, уште малку. Значи, ако имаме неодговорен родител, тогаш некој треба да превземе одговорност. Дали психологот, педагогот во интернатот кај што било детето згрижено, или утре некој друго дете во редовна настава. Дали Центарот за социјална работа има вистинска слика за состојбата со тоа дисфункционално семејство во ризик, дали има интензивна комуникација со МВР за однесувањето на тој. Дали граѓанските организации редовно даваат информации што ги добиваат преку СОС линиите, преку советувалиштата и бесплатната правна помош, зашто тука исто така не треба да се амнестира секторот, има информации ги чува за себе, не ги дава. И на крај судот, ја ќе кажам судот и на крај затоа што тој е крајна инстанција, тука може само да се санкционира. Иако во тој дел интервениравме и мислам дека е започет со новиот закон за малолетничка правда, каде што се дозволува 1 до 2 максимум сведочења на дете жртва и никако соучување со насилникот во присуство на одбраната, со специјални скрин соби каде што една изјава ќе биде дадена еднаш со видеозапис, да детето не се виктимизира и таа да биде релевантна и како вредна земена во сведочењето. Значи, овој дел во врска со овие конкретни дечиња. И одговорноста на едните или на другите така натаму. Не без причина реков веќе имате снимено дека сите носиме дел од одговорноста дефинитивно. Меѓутоа што станува збор? Луѓе што злоупотребуваат алкохол во Република Македонија сигурно е огромна бројката. Луѓе што прават криминални дејанија исто така е огромна. Дали ние можеме како институции, како систем да ги сите од пред време одземеме тие деца и така натаму. Значи во конкретниот случај одговорноста каде е видена? Ова семејство е со изразена социјална патологија во повеќе сегменти. Значи алкохолизам, имало семено насилство и така натаму. Како резултат на нерешено стамбено прашање, лоша материјална состојба и така натаму. Меѓутоа истите тие луѓе и таткото и мајката, како вонбрачни партнери, дошле во центарот и рекле не можеме се грижиме за детето наше, што за нас остава впечаток дека сепак се одговорни, значи немаат услови, не можат едноставно. Зафатени со сите тие нивни останати, се извинувам за глупости. А и детето поголемото се сместува 2006-та, другото помалото во 2007 година. Значи со тој чин они покажале една во дадената ситуација што рековте пред малце одредена сериозност и одговорност и рекле не можеме. Тоа значи дека бидејќи сепак има релација, родителска компетенција и така натаму, ние не може да им ги одземеме. Они вика да, не можеме физички да издржиме, немаме услови и така, ги сместуваме во интернат Љубомци горе, каде што 24 часовно 5 дена за време на наставата се грижат, физички интегритет им е заштитен и немаме проблем и доаѓаат во викендот за да се одржува семејната релација. Кој може да претпостави дека значи во тој период. Значи во тој контекст нема решение носење од Центарот за социјална работа за видување. Нема видување тука регулирање. Тука немаме раскин на вонбрачна и на брачна заедница, па да регулираме видување. Дали мајката, дали таткото дошле си ги земале децата. Тоа што се случило требале да се препознае во, значи онаму каде што било детето. Да, меѓутоа дали нема вина ако веќе тие не може да се грижат за нив, она што го кажавме, тука е психологот, педагогот, комуникацијата што предмалку ја спомнавме, дали не треба да се разговара со тие ако веќе ги зимаат и ги враќаат, што им се случува? Може само на дучко малку една дополнување, значи имале индикации дека тој ја подведувал жената за проституција под контейнери, питачела и така натаму. Јас се согласувам дека може да не се предвидат сите работи. Може би консумирал пред 10 дена малку алкохол, сега станал зависник од алкохол и дека веројатно не можел ни да контролира тоа што му се случувало. Меѓутоа, ако е тоа семејство во ризик, ја мислам дека или можел Центарот за социјална, не сум социјален работник, одма се оградувам, значи или можел да даде видување под засилен надзор, или пак при време да му го одземе старателско, односно родителското право, додека не се санира неговата состојба. Односно да се види дали се излечил од зависност од алкохол или не. Јас така гледам. Ако сум во грешка, сакам одговор. Чистиме заради јавноста, тоа е многу важно. Значи, имаме една ситуација, институт, кој што рековте, засилен надзор од страна
на социјален орган, на родител, на сместување, воспитно. Значи мора да има дело. Значи тоа треба да има децата одредено девијантно однесување, воспитна запуштеност, деликвенција и така натаму. А судот носи мерка, ние спроведуваме. Овдека немаме дело. 3 месеци траело тортурата на децата. Ама добро, кој тоа го кажал? Тоа било, Ама тие после деца индикација, биле сместени и во интернат. Па добро, во интернат, зашто? А во интернат нема ни психолог, ни педагог. Тоа е сосем друга размијанаца. Ама таму може, таму може значи, да во откријат интернатот одредено има девијантно деца, однесување. дозволи да ти кажам. Во интернатот се сместува, значи тоа е институција која дала многу резултати до сега. Деца кои што живеат со родители во ризик, не може да преживеат, значи има релација, има топлина, има одговорност, има се, не може да се грижи за нив. И затоа 5 дена им ги зимаме, не ги зимаме ние. Им викаме таму ќе ви бидат сабота и недела ќе спремат вике со родителите, за да се држи нитката. Иначе ако било констатација еден да кажал дека има вакви сознанија, било какви во тој дел, би ги земале, тогаш е сосем друго постапувањето, значи Мора да кажат, зборуваме. Да. или на социјалните органи или тој што непосредно работи таму кој ќе примети. Тој мора да примети, тој што работи воспитувачот, учителот, како сакате крсете го, кој е било. Тој ќе види да со ова дете се случува нешто. Ало се јави и тогаш Ама се детето сепак се доверило на еден од воспитувачите во интернатот. Нема доверување, како? Нема доверување. Кажала состојбата, која се нашла. Како се откри случајот? Па добро, некој? Да, се доверило, викаш. А се доверило, не му се доверило, значи. имало Тој потреба, почувствувал сигурно. топлина дека некому треба да му каже. И па кај е проблемот тука? Не, сакам да кажам, превентивниот дел го дефинираме. Значи, ова е веќе што после тоа. Сега центарот вели ќе му го одземе родителското право. Тоа е Не после само што тоа, ќе му го одземе, значи, туку и кривично ќе се гони. тоа е друга Како да ги заштитиме децата од вакви неодговорни родители? Значи, деца кои живеат со родители во ризик, кои имаат криминогено однесување, девијантно, ти не можеш да му даеш дете да го чува кога тој сам за себе не може грижа да За води. жал 100%, јас мислам дека не може да ги заштитим. Мора да се најде начин. Да го Мора ставиме да се системот во бара. функција. Еве, не Добро се е да се амнестирам, пак бара. ќе кажам. И ние сме спремни и со полиција, и со народен правобранител, и со јавен обвинител, и со центрите, сите информации што ги добиваме, ги проследуваме во најдобар интерес на децата. Значи, мора да сме дел од системот. Но никогаш треба се превенира да не се случи тоа. Отпосле е многу тешко. Како без мене, како ќе отидеш, ајде кажи ми. Некаде во некоја се, како ти ќе претпоставиш дека во некое семејство треба се случува нешто? Кој ти кажал? Јас колку што сум Значи, треба да информиран, работиме единствен на- кој може да влезе во дом е само центарот за Да може ли сите да ги посети он од куќе на куќе да влага? И како што ќе направи? Тогаш треба не случајно, значи одевме со она кампања види слушни кажи родителите кои ги тепаат децата, сака да го сокријат тоа. Така, да се повлија свеста, да се прави. Значи, нивото на нетолерантност кон насилството треба да се покачи. Децата треба да се охрабра да пријават. не 15 дена, не месец дена. Соседите исто така Кои да не сите. молчат, затоа што тоа е соучесниство. Така. Ја молчам денеска, утре ќе се случи на друго дете. друго, да. Значи мора да се подигне прагот на нетолерантност. Вратиме пак на почетокот на моето прашање, имате ли стратегија? Да. Имаме, како не. Не, стратегија имаме, меѓутоа добро беше ова. Дали функционално е алката постојано информативно, комуникативно, доверливо, активно, мобилно, функционално